Гостин во дневникот на телевизија 24 Александар Кржаловски, директор на Македонски центар за меѓународна соработка. Најпрво ви благодарам за одвоеното време. Благодарам, поздрав на гледачите. Изминатиот период во фокус се изјавите за трајно и одржливо решение, а потврдата дека има разговори зад затворени врати ја даде и евроамбасадорот Рокас уште пред 2 недели, порача дека се работи зад радарот. Од ваш аспект, какво би требало да биде тоа така наречено трајно решение? Што треба да се одржи за да се отворат од една страна вратите за старт на преговорите со ЕУ, но да не се соочиме со блокада уште на првиот чекор? Не е лесно да се шпекулира кога нема информации што точно се разговара, но може да се претпостави од тоа што до сега беше правено или неправено, дека немаше поместување во позицијата на Европската унија, дека уставните измени се преземено обврски, веројатно тоа ќе остане така, така да претпоставам разговорите се сведуваат на тоа што ВМРО-ДПМН го најави уште пред изборите за некакви гаранции за дека ова нема да биде понатаму злоупотребувано, односно дека ќе биде извесен патот понатаму и нема да се соочиме со понатамошни блокади евентуални од Бугарија или од некој друг, иако пак ЕУ исто така и за тоа многу често пати има коментирано разни функционери од таму, од Марта Кос преку другите што беа во посета на Македонија, дека такви гаранции практично не може да се дадат и не може да се очекуваат. Но верувам дека ВМРО-ДПМН мора да покаже нешто, откако се исцрпеа можностите кои ги има најавено во изборната програма, кои се сведува на главно на 3 работи. Прво, да се издействува одложено дејство на уставните измени, односно ние сега да ги донесеме и да почнат преговорите, но да важат од моментот кога ќе станеме членка на ЕУ. Тоа не се прифати ни од ЕУ, ни од Бугарија. Втората работа беше да се направи измена на преговарачката рамка, да се постигне експлицитно издвојување или појаснување на она што се разговара околу важност или влијанието на протоколот 2 во преговарачката рамка. Мислам дека и тука прилично јасно стана дека нема промени, дури премиерот Мицкоски пред месец-два изјави дека е јасно дека не се можни промените во преговарачката рамка, или ако се подаат, пак ќе треба консензус со сите 27, вклучително и Бугарија, и второ, дека веројатно ќе бидат понеповолни ако се издействуваат некакви промени. Така да и тоа втор елемент би рекол пропадна. И третото беше да Бугарија покаже некоја добра волја со регистрација на некој односно имплементација на некој од тие пресуди на Судот за човекови права, кои се уште исто така се нема случајно. Така да останува да се види што ќе бидат новите моменти, односно новите работи кои едноставно евентуално би се издействувале, дали од ЕУ, Европска унија, дали од Бугарија, бидејќи се споменуваат и билатерални контакти со Бугарија на министерско, на претседателско ниво, и исто така во смисла на протоколот 2 имаше изјави дека дали се тие ќе се сметаат дека се дел или не се дел од преговарачката рамка. Оние што се најупатени сепак сметаат дека се и појаснија тоа, а во меѓувреме и таму нема некој напредок, бидејќи например и Уставниот суд, каде што Лиљана Поповска ги отпори со преставка пред повеќе од година дена, нема изјаснување ни од самиот Уставен суд за тоа, за да се исфрлиот правниот промет кај нас, па да се добие некаков аргумент во Европа дека ето се ништовни и не може да предизвикат ефекти кај нас. Така да не е баш јасно што точно се разговара и што би можело да биде исходот, но за очекување дека е нешто во таа насока, некакви гаранции дека нема да биде и да ги донесеме уставните измени, дека нема да биде понатаму злоупотребуван процесот, односно ќе биде извесен како што се изјаснува владата. Спомнавте дека за да се издействува одредено решение потребна е согласност од 27 земји членки на ЕУ, вклучително и Бугарија.
Гледате ли позитивен пулс сигнал од официјална Софија дека би било прифатливо компромисно решение за нив, кое е надвор од она веќе договореното и преговарачката рамка за која што тие се држат? Па за сега не, она што од Бугарија се изјавуваше дека тоа воопшто не е ни проблем на Бугарија веќе, односно е на Европската унија, дека преговарачката рамка е усвоена на ниво на тие 27 земји членки и сега ако било што се има намера да се промени, треба ЕУ да го промени тоа, пак во согласност и со Бугарија, меѓутоа и со сите други. И затоа го прави тоа потешко, односно тоа што претходната влада го прифати кај нас е многу потешко да се промени, наместо да се разговара интерно тука, да се постигне национален консензус, како што се сите и власта и опозицијата кажуваат дека треба да се направи, ама не се направи тогаш кога требаше да се направи. Но за тоа е друга тема. За Бугарија мислам дека за сега нема нити изјави, нити причини за промена на нивниот став. Од друга страна, веројатно, притисокот и кон нив е поголем од страна на Европската унија и земјите членки, бидејќи се сменија геополитичките работи во меѓувреме, пак стана на некој начин приоритет проширувањето, повеќе заради Украина, отколку заради Западниот Балкан, но исто така нема голема логика да се прими Украина во членство, иако веќе тие преговарат, а да нема напредок во Западниот Балкан. Додуше има и таму напредок, гледаме дека Црна Гора веќе се стави во следниот буџет, односно подготовката на следниот буџет за 28 до 34 на Европската унија со многу поголеми средства отколку што, например, планот за раст предвидува сега за сите земји за Западниот Балкан. Внатрешните гаранции се повеќе тема во овој период. Механизам со времено дејство со кој уставните измени не би биле неповратни, со идно бугарско вето да се изведат од сила. Дали сметате дека ваков пристап би можела да биде една реална политичка стратегија која што би била прифатлива? Го спомнувам со оглед на тоа дека експерти го даваат исто како опција. Па да, не сум правник па да толкувам или давам некои предлози во таа смисла, но очигледно е дека има такви предлози и дека може би добро решение, бидејќи на крајот на криштата, ако станува јасно дека не можеме да издействуваме надворешни гаранции, тогаш да се договориме меѓу себе, пак во смисла на тој национален консензус, иако ќе се постигне и два пати, и 21 и 2009 после НАТО. Самитот се постигнаа такви резолуции во собранието, но потоа тие не се почитуваат. Џабе ќе правиме консензус ако потоа тоа не се следи како државна стратегија. И жално е што и СДСМ го направи тоа во времето и на Преспанскиот договор и на францускиот предлог, но и ова што во МРДПМ некако сега владеат што не го покренува, иако и самиот министер го кажа во последниот свој изјави дека има потреба национален консензус. Опозицијата предлага работи како да се оди кон тој консензус, но не гледаме дека се случува нешто напротив, само се препукуваат како и за другите теми кои се, да речем, во дневна политика, еве за оваа стратешка и тема од национален интерес нема покренување на постапка, па макар и на лидерска средба или што и да биде, за да се направи тој национален консензус и за жал тоа не приближува кон решението. Да го слушаме тоа од повеќе извори дека би требало да се направи некакви внатрешни гаранции, дали за реверзибилно дејство на уставните измени, ако веќе се направат, иако генерално, и за да се направат, треба двотретинско мнозинство. Исто такво, веројатно ќе може да се постигне и потоа, но не е лошо да се вгради механизам за автоматски да престане дејството ако некои услови од тие понатамошни преговори не се изведат. Не знам дали е правно можно тоа, но ако правници и уставни експерти предлагаат, веројатно е можно, но да не забораваме дека ние со Преспанскиот договор се обврзавме за некои работи, исто така со рокови,
и ги направивме и пред да видат. Например, со пасошите беше, ако не се лажам, врзано со почетокот на преговорите. Ние, не сме ги почнале преговорите, а пасошите ги сменивме. Зошто го направивме? Тоа предвремено, дали покажавме добра волја или што? И во таа смисла, ние самите не си ги почитуваме врските што самите сме си ги преземале или дале со самиот преспански договори, тие уставни измени тогаш. Па прашање колку може да се очекува дека оваа или некоја следна влада ќе ги почитува работите договорени или дури успоредени со уставните измени. Господине Крџаловски, има ли Македонија така наречен преговарачки капитал? Што да понуди на масата на разговори за нешто да добија, или пак времето оди во корист на Бугарија? Па не би рекол во корист на Бугарија, не верувам дека е ова добитно и за нив. И тука може би некоја мала шанса за поместување, бидејќи е побитно за цела Европа. Вклучувањето, за окружувањето на проширувањето, така да речам. Но пак ќе повторам она што требаше да го направиме, ние го фактички го растуривме, со тоа што не постигнавме национален консензус во претходните две прилики и со тоа си ја срушивме преговарачката позиција. И сега многу тешко да се врати назад сето тоа што го имавме како ситуација, да речеме 134 земји го имаат признат уставното тогашното име Република Македонија. Сега тоа е изгубено, или ќе треба многу години да се врати назад. Но и да баталиме тоа, да прифатиме дека ќе се оди со решенијата од Преспанскиот договор. Ние не се почитува ни тој францускиот предлог консензусот од собранието, тоа што го потенцира сегашната влада, така да вината за тоа е на СДСМ, но вина на сегашната влада ќе биде ако сега не се постигне национален консензус и не се испочитува тој понатаму, бидејќи кога се гради стратегија на државата, мора сите влади понатаму да следат таа стратегија, а не како што се случи другите да чекаат да дојде нова влада која ќе биде спремна да прифати отстапки надвор од тие за кои се постигнал национален консензус. Затоа викам, примерно паралелно треба да тече и тој процес на усогласување со опозиција, со партиите на етничките албанци, со поширок консензус од граѓанството. Ако веќе мора да се прифати нешто, вклучително и ова што е, бидејќи генерално дури ВМРО-ДПМН не вели дека не е проблем со содржината на уставните измени, туку што тоа се прави под притисок. Така да содржински не е ни за нив проблем внесувањето на Бугаријата во уставот, но да видиме во кои процеси, под кои услови. И да веќе го правиме тоа. Ние изгубивме 2 години со СДСМ на власт после францускиот предлог и еве 2 години поминуваат уште нови во времето на ВМРО-ДПМН, кога нема никакво поместување во целата ситуација. Видовме дека не е баш дека е запрен процесот на евроинтеграција и примерот на Црна Гора го демонстрира тоа. Да, во контекст на политичкиот консензус за кој што зборувате, опозицијата веќе реагираше дека е исклучена од процесот на разговори и дека разговорите со ЕУ Бугарија се водат нетранспарентно. Меѓутоа, ако се фокусираме на Брисел и пораките кои што беа испратени оттаму, од една страна го имаме евроамбасадорот Рукас кој што порача дека се водат разговори зад радарот, од друга страна ја имаме еврокомесарката Марта Кос која што тука испрати порака дека гаранции не треба од ЕУ, не треба да очекуваме. Може ли во ваква ситуација, колку е реално да очекуваме еден одреден, конкретен предлог од Брисел за деблокада? Не би очекувал предлог од Брисел. Мислам дека предлогот треба да дојде од кај нас или да, како се вели, да се да се оди со тој национален консензус, па ако се согласиме дека ова е за сите неприфатливо, како што е сега за мнозинството граѓани, вклучително и за СДСМ, да видиме што ќе биде прифатливо. Пора, ако одиме со внатрешни механизми, кои сметаме дека би требало автоматски да се активира, тоа да се искомуницира со Европската Унија, дека окей, ние
би ги направиле во догледен рок тие уставни измени, ама дека ова ќе се случи ако пак и без ваши гаранции некој од земјите повторно стави вето на процесот и дека тоа ќе биде автоматски без оглед која влада води понатаму. Пак ќе речам, ако сите така се договориме, односно политичките партии се договорат така да се постапи, ама сметам дека треба да се размрдаат работите. Владата и министерот велат дека се случуваат работи. Не е невообичаено да оди без јавни изјави, впрочем, на кој начин и во СДС на времето се направија, се подбиваа преговорите, исто беа тајни и до месец дена пред Преспанскиот договор не се знаеше што ќе биде предлогот, ако се сеќавате. Точно непол месец пред Преспанскиот договор подпишување, предлогот беше Линденска Македонија. Па тоа на брзина се торпедира, прво тука, па се откаже и понатаму, но за неполни 3 недели се најде друг предлог и се подпиша без никакви консултации, без никакви консензуси постигнувања. Така да треба да го избегнеме овој пат. Тоа, поминаа 4 години, нека помини пола година, 1 година, ама нека се работи на постигнување таков консензус, за кој сите партии ќе спорат по тоа. Што и да биде тоа. Да, ви спомнав за конкретен предлог од Брисел со оглед на тоа дека премиерот Мицкоски имаше таква изјава во изминатиот период. Господине Крджаловски, колку новите геополитички околности ја менуваат позицијата на Македонија? Има ли денеска поголем интерес од Брисел за спорот со прашањето со Софија да се затвори и отколку пред 4 години? Па да, тоа е поврзано со тоа што го праша претходно, може би него да искоментирав, да има и тие иницијативи што се особено таа што се нарекува Макрон Мерц, а би рекол ствари Вучич Рама иницијативата од март за постепено приклучување, односно пристап на делови од ЕУ пакетот, така да речем, без некои права во прво време на глас, на комесар и слично на тоа, што е на некој начин неповолно, но не е замена за целосно полноправно членство, но е добар пат во добра насока, чекор во добра насока и треба да секако да се прифати ако дојде до таква одлука или конкретен предлог од Европската унија, се чини дека одат натаму работите. Таков беше, впрочем, и планот за раст, кој паралелно се спроведува, но пак ќе речем, сум го коментирал тоа повеќе пати, целиот план за раст е 6 милиарди за 6 земји за период од 4 години. Само Бугарија во истиот тој период добива 9 милиарди за 7 години. Значи, поентата беше да се стигне просекот на Европската унија во растот на бруто домашниот производ по жител, а со тие пари не може ни најлошиот, односно најпоследниот член на Унијата, најсиромашниот, условно речено Бугарија, да го стигнеме, бидејќи тие добиваат самите повеќе пари од сите нас заедно. Така да секој чекор во тој правец е окей, ама нема да постигне целта на приближувањето. И го гледаме тоа пак ќе речем со примерот на Црна Гора. Делот на Црна Гора, буџетот во планот за раст е 383 милиони евро, отприлика точно пола од нас. Сега во нацртот на буџетот за Европската унија за следните 7 години, 28-34, е 3,2 милиарди евра. Тоа е скоро 10 пати поголем, или еве пошто е за 7 години. Отприлика 5 пати е поголем буџетот што само Црна Гора ќе го добие. И е пола од сите пари што сега ги добиваме сите ние, и тие не можеме да ги искористиме. Значи не е баш исто или sejedno да не се преговара или да не се преговара. И многу повеќе можности се отвараат доколку го почнеме процесот на преговори. И затоа е битно да не се губат сите овие години без да се проба нешто да се направи, да се придвижи тој процес. Вие зборувате за новите реформи на Европската унија, која што во моментот комисијата ги разгледува и нон-пейперите, но знаеме дека во тие нон-пейпери механизмите
поточно поголемиот дел од бенефитите се за земјите кои што веќе ги стартувале преговорите. Прашањето ми е, ако се навратам повторно на Скопје и Софија, дали во Брисел гледате дека има поголем интерес за решение на спорот со Софија, за разлика од пред 4 години кога и беше усвоен францускиот предлог, со оглед на тоа дека имаме земји кои што веќе ги нарекуваат фронтранери или четворката, кое што го имаше и така наречениот супер вторник и забрзаното проширување во однос на Црна Гора, веќе спомнавте Албанија, Украина, Молдавија. Сега додека има во смисленото цел пакет на вклучување на земјите што побрзо во членство на Европската унија, но од друга страна, нели, во првиот одговор кажав дека сите овие години ЕУ не промени ништо, вклучително последната посета на Косово, смисла дека ЕУ го смета ова за договорено прашање, не дека допрва треба да се преговара. Бугарија исто така смета дека таа ги направила отстапките и тоа беше поентата во францускиот предлог, дека ако се сеќавате, бугарскиот парламент си гласаше за изменетата и има малце по-радикални барања и во резолуцијата 2019 и во 21 кога пред да се усвои францускиот предлог и кај нив. Тие пред да се гласа кај нас во собрание, кај нив се изгласа 2-3 недели пред тоа и тие практично сметаат дека го прифатиле компромисот кој Франција го понуди како председавач на ЕУ, односно ЕУ компромисот. И Бугарија смета дека дала отстапки. ЕУ смета дека и ние сме дале отстапки, ама сме ги прифатиле останатите услови, вклучително уставните измени, меѓутоа и 5-6 други работи што беа таму. Така да за ЕУ е ова испреговарано прашање, не е прашање на нови преговори. И затоа такви се пораките од таму. И мислам дека и кај нас на оваа влада стана јасно дека многу тешко ќе се помести нешто таму, затоа и изјавите на премиерот и министерот дека не може, јасно има дека не може да се смени преговарачката рамка или ако се смени ќе биде полоша. И дека не е прифатено тоа со одложеното дејство, што ги кажа во првиот пат. Точно е дека има придвижување во геополитичка смисла и дека има интерес самата Европска унија да се забрза овој процес, но тие работи едноставно треба, тие очекуваат да се случат, самите измени да се донесат и така да почнат преговорите, така да останува да ние да се договориме интерно што за нас ќе се тие гаранции што ги бараме или очекуваме, а знаеме дека нема да ги даде. Така, ви благодарам за разговорот.